наставдиме со следниот час за 8 оделение по биологија. Денес што ни е темата, која ни е лекцијата наставничка? Класификација на беззрбетници. Минатите 2 часа учевме како тоа сите живи организми ги групиравме во царства. Во царствата, така. Потоа минатиот час зборувавме за групирање на царството животни, дека е поделено во 2 големи групи, кои што едните се беарбетници, другите безрбетници. Зборувавме за рбетниците и сега ни се наред безрбетниците. Така, и тука ќе споменеме повеќе групи: сунгери, коприварки и црви. Поделени се во ќе видиме сега како се поделени, но сакам да кажам, бидејќи наставната содржина е многу голема, животинското царство е многу големо, многу интересни карактеристики и податоци за нив, и заради тоа првите 3 групи денес ќе ги обработиме, а другите следниот час. Во ред. Самото име ни кажува безрбетни животни. Точно така. Немаат рбетник во своето тело и заради тоа спаѓаат во оваа група. Поедноставно градени се од рбетниците и тука спаѓаат неколку групи. Група сунгери, коприварки, црви, мекотели, иглокожи и членконоги. И сега да се запознаеме со секоја од овие групи посебно. Сунгерите, многу интересна група, но во биологијата се смета за слепа гранка. Зошто слепа гранка? Дали можеме да поврземе слепа улица со слепа гранка во биологијата? Како да нема што да се истражува? Ете така, значи нема натаму развито. Затоа тие представуваат слепа гранка во историскиот развиток на живите организми. Од нив натаму нема посложени организми, нема развивање на посложени организми. Порано луѓето ги сметале дека се растенија во вода, бидејќи таков им е изгледот. Кои се карактеристиките нивни? Прикрепени се за карпите. Да. И луѓето што ме нешто прикрепено не се движи, спаѓа во растенија, не спаѓа во животни. Но ова се први облици на живот, односно прости форми на живот, заради тоа што немаат ткива и органи во своето тело. Имаат еден слој од надвор, еден слој од внатре. Ќе видиме после на цртежот. Живеат во сладки и солени води, прикрепени се за дното, имаат форма на пехар. Еве, гледате какви се. Со внатре длабнатина. Се размножуваат полово, а без полово се размножуваат со пупки, ќе ви објаснам како е тоа. И не се одделуваат пупките од телото и формираат колони. Малку непознато, но убаво е да се објасни се. Добро. Ете така. Како е изграден сунгерот, она сега што ви го кажав. Ако направиме пресек, надолжен пресек на сунгерот, ќе забележиме вакво нешто. Еве подлогата, Добро, може да се врати. Исто, на истиот начин. Добро. Значи, имаме подлога, камен, карпа, нешто на дното. Добро. Еве го сунгерот, како изгледа. И треба да се нагласи дека има отвори од страните и еден главен отвор од озгора. Храната која што доаѓа од водата, преку овие отвори навлегува навнатре и се собира во средината. А со што се храни? Се храни со отпадоци од органска материја, добро. со мали делчиња од остатоци, најчесто бракчиња мали, но нема органи за варење. И тука е она интересното кај него. Добро. Значи ќе навлезе водата во внатрешноста и еве какви се слоевите. Надворешен слој има само, внатрешен слој и помеѓу има еден дел како желе, како така пифтиес дел се нарекува, и внатре има варовникови иглички. И ако природен сунгер вие вака малку го фатите, како да крцка малку. Не знам дали сте имале можност да си купите некогаш. Обично кога одиме на одмор на море и има такви вистински сунгери кои што се исушени и останува тој делот, скелето да речам, во превод баш така, и малку крцка од тие варовниковите иглички кои што ги има внатре. Од сунгери го знам само Спанч Боб. Ете така. Ама многу е интересно што сите тие што се таму во цртаниот филм имаат многу убави карактеристики поврзани со биологијата и добро е тоа така што се прават цртаните филмови. Така? Да. И немо да не го заборави. Да, и немо.
Точно. Од внатрешната страна на овој слој има едни клетки кои што имаат малецки камшичиња. Еве ги овие што личат како свекички тука. Ама шематски, така се црта шематски кога цртаме. Така. Тие се тие клетки кои што ја варат храната. Значи ќе ја сварат храната, ќе се искористат она што им е потребно, а сето тоа што е непотребно преку главниот отвор си оди надвор. Значи таков е начинот на движење од страна па кон главниот отвор. И сега тука многу сакам да кажам дека иако многу малку луѓе знаат во Македонија, си имаме и ние сунгер во Охридското езеро. Навистина? Охридски сунгер се нарекува, има топчеста форма. Да, ендемите во Македонија и треба да се знае и да се зачува заради тоа што навистина реткост, ако е езеро, ако е сладка вода, тие живеат и во сладка и во солена. Тие што се морските сунгери се многу поубави, поинтересни, пораскошни се така, имаат, поинтересни. Но сепак секој жив организам нели си има право на живот на нашата планета и своја вредност, така да ние си имаме охридски сунгер и треба да си го цениме тоа и да си го почитуваме. А ви благодарам, нова информација беше баш интересна. Имаме охридски сунгер, луѓе. Знаете го тоа? Да. Не знам јас. Во ред. Исто и јас прв пат дознав. Малку посложени од сунгерите. Добро. Но не слични, туку имаат одредени сличности. Се групата на коприварки. Ајде да видиме сега. Коприварки на што ве асоцира? На коприва? На коприва. Кажете ми дали некогаш сте допреле коприва? Да, и тоа се и жарко ака остануваат. Ве пецка постојано. Ете така. Од таму доаѓа и името на оваа група. Има неколку представници и најкарактеристичен представник од оваа група е зелена хидра. Може би не сте слушнале, може би сте заборавиле од биологија што сте го учеле во минатото. Сме заборавиле, да. Јас хидра како митолошко суштество само ја знам. Ете така, но латинското име е хидра виридис или зелена хидра, бидејќи ние немаме народно име да го преведеме баш така и заради тоа така ја нарекуваме во биологијата, но е типичен представник за оваа група. Вака ќе го направам за да ја видиме, исто како сунгерот што го гледавме на надолжен пресек, за да видиме дека има некои сличности, нели? Има надворешен дел, внатрешен дел. Ова шуплина е тука внатре. Ова е ракче кое што сака да го свари. Тоа што веќе го изела. Да. Од истиот тука нема отвори од страната, од истиот отвор навлегува храната, од истиот отвор излегува непотребните материи, да, остатокот. Она што и се допаѓа, она што и користи, си го искористува. Но како успеала ова ракче да го вметне таму, како успеала да го улови така? Има пипала, на тие пипала има специализирани клетки. Тие клетки се викаат копривни клетки или жарни клетки. Жарат. Баш пецкаат и создаваат одредена течност која што може да го парализира животното кое што сакаат да го уловат. И сега тие не ловат големи животни, ловат мали ракчиња, не можат многу да уловат, но сепак тоа им помага за да можат да се исхрануваат. Значи, сите овие пипала тука има такви жарни клетки и затоа некои ги нарекуваат и жаркари, некои коприварки. Значи се во однос на тоа заради овие клетки кои што се наоѓаат тука. Дури имаат во внатрешноста на клетките има како малецко конче со стрелка, така како со врв и можат да го вметнат во животното и на таков начин ствари го парализираат. Ета. И значи малецки се. Еве, вика од 1 до 2 сантиметри. Јас сум го ја нашла оваа хидра во нашата во езерцето во парк. Да, земав примерок еднаш да видиме што има таму. Да, и има над зидот од тегличката. А возможно е да не пецне? Не, ова мала е многу. 1 до 2 сантиметри. Не би го ни почувствувале? Не. Ќе видиме понатаму што ќе почувствуваме. Еве, околу устата има 6 до 8 пипала, има осна симетрија, затоа што таков е видот на животното. Се исхранува со ракчиња, се размножува полово. Што значи ова преска за сунгерот не кажав? Значи, тука на некој дел од телото ќе се појави како малецка пупка, како брадавица. И новата единка почнува да си расте тука, на мајката, врз мајката. Така, прилепена. Ако се оддели
овдека имаме случај, пупките се одделуваат и новото животно си расте независно од мајката. Ама кај сунгерите да остануваат до мајката и затоа се создава група Како или букети. колонии, како да. Заедничка фамилија на едно место. Ете така, точно така. Ете така, тоа е вака за хидрата, ама убаво е да ги видиме другите представници. Многу интересни. Морска саса или вака изгледаат и многу не потсетува нели на оние документарни емисии кои што сме ги гледале и вака во морско. Секогаш има едно кога такво. нуркаат има некој тука поминува. Ете така, спаѓа во оваа група и на ист начин функционира, Така. пипала со такви клетки, така лови. Значи личи како цвет, ама не. животно и не. Медуза. Медуза тука спаѓа. Тоа ќе го почувствувам. Чадорче, Ето, да. така и пипала. И знаеме дека тоа ќе го почувствуваме, затоа ви реков преска, дека отровот кој што го создаваат, односно течноста која што создаваат, може да ни предизвика нели алергија, инфекција на рана да ни направи на ногата или во било кој дел каде ако би ја допреле случај. И најубавите представници, многу сакам да зборувам за нив, тоа се коралите. Коралите и многу интересно што живеат во морските крајбрежја. Потребно е чиста вода многу за нив, многу и затоа има светски проекти за заштита на крајбрежните делови само за да ги зачуваат коралите. Прават огромни подводни острови, нели, во крстословките го решаваме, пишуваме атоли, корални острови, мораме да го знаеме тоа. И најинтересно е дека кога животното ќе изумре, скелетот останува. Ова што го гледаме ние тука е скелет. И ова е најубавиот корал во Црвениот корал. Ете така. Делови се употребуваат за производство на накит, нели, за украси, но тоа се остатоците, односно кога животното ќе изумре, она што останува како скелет, варовников, тоа цврстото, останува како гранки во подводата, нели, во крајбрежјето, и тоа всушност представуваат, нели, корални гребени. Убаво е така интересно животно, интересен Многу убаво организам. животно. Да. Ете така. Толку за оваа група. Да одиме со следната? Да, може. Еве. Може. Групата црви. Тука малку имаме представници кои што ги сакаме, представници кои што не е ги баш сакаме. пожелно да ги имаме. Да, воопшто. Така. И тука групата црви е поделена на 3 подгрупи: плочести, валчести и прстенести. Плочестите од своја страна се групирани во трепчести и во паразитски. Трепчести, овие многу малку ги знаеме, бидејќи се многу мали, ама целото тело им е со трепки и се движат во водата, подвижни се. Така. И заради тоа се така интересни за наблюдување. Представник е планарија и најкарактеристично за неа е дека во бистри потоци може да се најде и најкарактеристично е дека може многу интересно да се размножува. Ако процесот на размножување се нарекува сегментација, делчиња. Може да се подели на 2 дела надолжно и од двата дела да се добие нов организам. Аха. Две нови планарии. Може и попречно да се подели на сегменти и од секое делче нова планарија да се добие. Тоа е така интересен начин на размножување кај планариите. Другите плочести или сплескани црви, некогаш знаеме да ги кажуваме, бидејќи се баш така тенки, се паразитски организми и се така предизвикуваат одредена штета и треба да внимаваме за нив. Така. Во ново време не слушам поретко е, не слушаме баш така дека луѓето се заразуваат од ваков тип на паразити, но убаво е да ги нагласиме и да ги споменеме. Еве тука ги имам посебно. Значи, првата е свинска тенија, втората е кучешка тенија и третата е метил. Се заразуваат луѓето ако јадат недоволно обработено свинско месо. Така. Живее во тенкото црево на човекот. Нема органи за варење. Готовани си се.
Затоа што си ја користат храната, целата храна ние што ја внесуваме си ја искористуваат, затоа си живеат во тенкото црево. Со овој дел тука се закачуваат за зидот на тенкото црево. Значи има пијавки, има кукички малецки и си ужива и си живее се до оној момент додека има погодни услови за живот. И ние се што јадеме тоа не исхранува, не ни дава ништо, тоа се ни го краде слабееме, паразитот. а паразитот се исхранува на наша сметка, да речем. Ако галиме заразено куче, исто така може да добиеме кучешка тенија, друг паразит кој што има одредени проблеми може да ни создаде, бидејќи се вгнездува во црниот дроб на човекот. А метилите се плочести црви кои што се сретнуваат најчесто кај овците и говедата. Најчесто кај нив. И поинаков животен циклус имаат тие. Добро. Ова е интересно. Исто, мислам дека е во минатото, почесто паразит кој што ги напаѓал децата заради недоволна хигиена, но сега денес веќе не. Да, хигиената е на високо ниво на вистина. Детска глиста спаѓа во групата на валчести црви. Машка и женска. Машка и женска. Женската е поголема од машката. Се случува и тоа во природата. Ете така. И последните, оние што ни се најпознати, тоа е дождовниот црв и пијавицата, прстенести црви, бидејќи целото тело гледаме дека е создадено од прстенчиња. Ете така. Пијавицата исто така, како прстенчиња. Ви благодарам, наставничке. Дали мислите дека треба за еден час да ги поштивиме децата од домашна работа? Вака малце да одморат. Може и да одморат, ама може и да си одберат на вистина нешто интересно што им било, што им предизвикало љубопитство што им предизвикало од денешниот час. Значи домашната постои, но е по собствен избор. Точно така. Ете, тоа беше нашиот час за 8 оделение. Сега ќе пуштиме еден мал џингл, па се гледаме повторно за 9 оделение.